После студената зима, сонцето ни е потребно на сите, а уште повеќе и врнежите од дожд. Годината сушна, слаби врнежи на истокот, ОПГ и водостојот на реката Брегалница. Од оваа состојба се загрижени сите. Сушна година, слаби врнежи од дожд на истокот, ОПГ и водостојот на реките. Река Брегалница станува се поплитка, а коритото празно. Последните мерења покажуваат намалување. Утре во измерениот водостој е 91 см со околу 11,5 метри кубни проток на вода во секунда. Во однос на последните 4 години, кога имавме енормно висок водостој, што во еден период беше и 413 висина, тоа е некаде преку 350 кубни метри проток во секунда. Ова е ниско ниво, значи под нивото што го имаме. Од состојбата загрижени и риболовците очекуваат состојбата да ескалира со почетокот на сидбата на оризот, што секако негативно ќе се одрази на рибниот фонд во река Брегалница. Коритото на реката Брегалница е најниско од како се памте во оваа доба. А бидејќи е суша, а рибата треба да се мресте, сите притоки на реката Брегалница се пресушени, рибата се мресте во коритото на реката Брегалница. А поради ниското ниво, бидејќи сега се спремат и оризите да ги насадат, можно е и да пресуши реката. Хидролошката состојба е лоша. Во последниве 3 години за месец декември на ова место не падна ниту една капка дожд, вели Киро Маџунаров, задолжен за мерење на водостојот на Брегалница од Управата за хидрометеоролошки работи. Според податоците од мерењата на терен, годинава во јануари наврнале 39, во февруари 18 литри дожд на метар квадратен. Во тековниот март наврнале само 11 литри дожд. Ова укажува на лошата хидролошка состојба за овој регион, бидејќи параметрите од циклусот на мерења укажуваат дека не очекува сушна година, што негативно ќе се одрази на состојбите во аграрот. Тутунарите ги изголемуваат површините за садење на тутун. Рокот за евидентни листови истекува во петок. Дека платите не се редовни, говорат поголемиот дел од вработените во институциите во државава, а во овие вести за висината на истите за поголемиот дел од вработените. Поразителни се податоците што ги објави Сојузот на синдикатите на Македонија, според кои над 40% од вработените земаат плата од 12.000 до 15.000 денари. Кон оваа бројка треба да се додадат и оние што земаат плата во висина меѓу минималната и онаа до 12.000 денари, а кои според проценките ги има околу 60.000 вработени, односно околу 9% од сите вработени. Според оваа математика, половина вработени земаат плата под 15.000 денари. Овие податоци покажуваат каков е животниот стандард на голем дел од населението, но и каков економски раст може да очекуваме, бидејќи потрошувачката е значителен сегмент во формирањето на бруто домашниот производ. Според податоците што ги објави Државниот завод за статистика, бруто домашниот производ во 2016 година по тековни цени и расходен метод е 9,87 милиарди евра, а 6,45 милиарди евра е финалната потрошувачка на домаќинствата. Платите се ниски, што се ниски, но барем да се редовни, велат поголемиот дел од вработените во институциите во нашава држава. Одиме сега со следниве актуелности. Здруженијето Гласно и културно-уметничкиот центар Текстил во Штип повторно мета на вандалите. Искршени се прозорци и табли на просториите на здруженијето од страна на непознати сторители. Ова е втор ваков случај на вандализам сторен од непознати лица. Искршени прозорци и табли, ова е сликата што утрово ја затекнале членовите на Здруженијето на текстилни и кожарски работници Гласно од Штип. Председателот на Здруженијето Гласно Горан Трајков за Ирис телевизија вели дека нивната канцеларија, односно културно-уметничкиот центар Текстил, повторно е цел на вандали. Тој порачува дека овој вандализам нема да го обесхрабри. Рој камења се фрлени кон нашето здружение и мислам дека ова е веќе континуирано насилство.
Дефинитивно ова нема да има влијание врз нашето работење. Можеме да им порачаме дека гласно е идеја, дека гласно се сите работници од текстилната и кожарската индустрија и на крајот од денот овие работници сепак ќе го имаат својот збор. Ваквиот вандализам сторен од непознати лица се случува по втор пат, велат од Сдруженијето Гласно, потсетувајќи дека иако уште првиот пат пријавиле во полиција, Министерството за внатрешни работи досега го нема расчистено и овој случај. Трајко вели дека случајот повторно ќе биде пријавен во полиција, а за утре најавуваат и пресконференција. Редовно миење на запчињата за подобро здравје. Ова беше првиот совет кој стоматолозите денес им го упатија на дечињата во штипските градинки. Почна реализацијата на проектот насловен Здрави деца, здрава иднина, со кој на најмладите им се укажува како најдобро да се грижат за својата орална хигиена, но и која храна треба да ја конзумираат за правилен раст и развој на детскиот организам. Од денес стартува проектот Здрави деца, здрава иднина, со кој на децата од предучилишна возраст ќе им се укаже како најдобро да се грижат за својата орална хигиена, како правилно да ги мијат зъбите, но и која храна треба да се консумира за правилен раст и развој на детскиот организам. Сепак, сметаат стоматолозите, оралната хигиена кај децата треба да се подигне на малку повисоко ниво. Кариесот е на поголем процент, значи децата но и возрастните имаат голема застапеност во Македонија. Затоа се овие проекти, затоа е ова програма да работиме уште од најмала возраст, да може тоа да се превенира, да не оде понатаму, да не биде со толкова голема инциденца застапена. Зъбите секојдневно треба да се мијат, истакнаа и самите дечиња, за да се создаде навика, тие своите зъбчиња ги мијат и во градинка. Јас моите зъби ги мијам дома и во градин. Јас ги мијам моите зъбчиња секој ден редовно. Во првиот дел од проектот е замислено децата да добијат повеќе информации поврзани со оралната хигиена, додека во втората фаза ќе биде вклучен и педијатар. Во која ќе бидат опфатени воспитувачите и негователките од детските градинки за сите прашања, теми околу грижата за децата. По завршувањето на работилниците ќе биде изработена брошура која ќе биде поделена на родителите. Во проектот за подобрување на оралната хигиена ќе бидат вклучени дечињата до 6 годишна возраст од двете детски градинки во Штип. Сите дечиња со нетрпение го очекуваат предстојниот викенд. Општина Штип и годинава ја организира традиционалната априлијада која ќе се одржи во Домот на младите на 1 април во сабота. Програмата годинава ја реализираат учениците од Општинското основно училиште Тошо Арсов. Месец март посветен на жените и тој ги одбројува деновите, но доаѓа месецот посветен на шегата. По повод денот на шегата 1 април, Општина Штип традиционално ќе организира манифестацијата Априлијада. Овој пат главните случаи ќе бидат во Домот на младите во Штип. Манифестацијата ќе се одржи на 1 април 2017 година, сабота, во Домот на младите со почеток во 11 часот. Оваа година домаќин на овогодинешната манифестација ќе биде основното општинско училиште Тошо Арсов, кој што ќе организира забавната програма, а исто така ќе настапи и балетското студио Break the Floor. Додека тече забавната програма, тајното жири комисија ќе биде околу публиката, ќе ги гледа маските и ќе ги одбере најубавите и најуспешните маски, кога по завршетокот на програмата ќе бидат и доделени наградите. Наградите ќе бидат обезбедени од Андре Компани и Чунга Лунга. Влезот е слободен, затоа ги повикувам сите граѓани, родители, баби, дедовци, своите дечиња и внуци да дојдат на настанот и да се забавуваат. Бидејќи април не е во работен ден, подготовките на децата кои ќе учествуваат на маскен балот се оставени на родителите. Значи, предходните години, бидејќи беше работен ден, беше организирано од основните училишта и од детските градинки, организирано од страна на наставниците, воспитувачките и негователките. Оваа година, бидејќи се паѓа в неработен ден, сабота, така што останува индивидуално, зависи од родителите кои што сакаат да ги донесат дечињата. Така што очекувам и оваа година да биде посетено. Од предходните години имавме бројка околу 600 дечиња.
И општините во регионот се подготвуваат за Денот на шегата. Главната манифестација сепак ќе биде во општина Пробишти по 8 пат, таму ќе се организира априлијада со маски на која ќе учествуваат представници од 8 градови од општината. Најдобрите маски ќе бидат наградени. Со затоплувањето на времето продолжи асфалтирањето на улиците во Штип. Вчера и денес се асфалтираа 3 улици во населбата Сењак, а потоа механизацијата се префрли во населбата Железничка и Суитлакот. Граѓаните се задоволни од асфалтирањето, сепак велат дека во градот треба да се подобри и уредувањето на тротоарите. Денеска започна асфалтирањето на 3 улици во населбата Сењак. Нов асфалт добија улиците Митко Недев, Анте Банине и Ванчо Китанов. Реконструкцијата на овие 3 улици чини околу 2 милиони денари. Од овде се селиме со механизацијата за асфалтирање на пристапен пат на игралиштето во Суитлак, а од таму ќе одиме во населбата Железничка, каде што исто така имаме 4 улици за асфалтирање. Денеска се асфалтираат 4500 квадрати со вредност, вкупна вредност од 2 милиона денари, а изведувач на работата е Колетранс инженеринг од Штип. Граѓаните задоволни од денешното асфалтирање, сепак велат, треба да се завршат уште многу инфраструктурни зафати за да се подобри животот на жителите во населбата Сењак. Ниеден тротоар не е направен. Ако може да се направи некој тротоар, да може жените со колички с децата да си ги возат по тротоарите, а не по улицата. Оздола патичка да направат. Канализацијата да тече по долот. Ние сме слепа улица, што ни асфалтират, ни прават ништо. Ние сме урбанизиран крај, 25 години, 30 ние нема доволно у нас. Од општината најавија дека со асфалтирање ќе се продолжи и викендов. Нов асфалт ќе добие улицата Борис Кидрич, а улицата ќе биде затворена за сообраќај. Почна изградбата на локалните патишта до неколку маала во селата во општина Македонска Каменица. Со 260.000 евра европски грант им се овозможува на жителите да имаат патна инфраструктура, но им се обезбедуваат и услови да се вратат на своите ниви и да се занимаваат со земјоделство, но и со сточарство. Над 70 години Стојмен Паунов и Илија Јовановски, жители на неколку маала во селото Саса, во Македонска Каменица, го чекаат асфалтот до нивните куќи. Градежната механизација од денеска им го асфалтира локалниот пат. Забележуваат дека изградбата на патната инфраструктура ќе ги врати младите на нивните огништа. Ќе почне да се враќа, затоа што напред ние немаме проводен пат, тука ни трактор да пројде со блок да докара, песок да докара, дрво човек да откара надолу да иска. А сега како што е и што го пробиеме, па и сега како со асфалт, ја ми се чини дека светоци се благодарат и ќе почне да се поврашта туа, ако не баш зимно време, затоа што малку сме и од планинско место, отстранени малку од тоа. Али летно време народ ќе има тука да додат на излетници. Задоволни сме многу, тоа е супер. Патната инфраструктура низ неколку мала во селата во Македонска Каменица се реализира со европски грант од 260.000 евра, обезбедени од владата. Денес сме сведоци дека ветувањата се остваруваат. Започнуваме со асфалтирање на локалниот пат во Саравска мала, кој што е приближно 2 километри. Веќе што ќе заврши асфалтирањето овде, започнуваме со асфалтирање на локалниот пат во село Моштица во Перчачка мала, кој што е 3 километри. Значи приближно 5 километри во еден проект асфалтирање на локални патишта во општина Македонска Каменица, кои што ќе го подобрат животот на граѓаните во селските средини. Митевски забележа дека изградбата на локалните патишта низ руралните средини ќе биде мотив младите да ги обработуваат нивите, но и да се занимаваат со сточарство. Нашава држава и официјално е ставена на листата на земји кои може да извезуваат свежа говедско месо во Европската Унија, соопшти денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Од 7 март, кога Македонија е и официјално ставена на листата, нашите компании од местната индустрија и кланиците може да извезуваат говедско не само во земјите на Европската Унија, туку и во трети земји.
Ова значи освојување нови пазари, но и шанса повеќе за реализирање нови домашни и странски инвестиции во секторот, истакна Поповски. Од јануари годинава Македонија е ставена и на листата за извоз на конзумни јајца, живина, живинско месо и риба на пазарите во Европската унија. Почната и постапката и за извоз на производи од риба, додека за извоз на свинско месо и производи од свинско е неопходно земјава да добие статус на слободна од болеста класична свинска чума и да ја прекине политиката на вакцинација на свињите против оваа болест. Ке се зголемат површините по тутун во Штипско и Карбинско. Повеќе од 200 производители на тутун склучиле договор за откуп на производството. Рокот за издавање на евидентни листови истекува во петок. За повеќе од 20% ќе се зголемат површините по тутун во Штипско. Досега 203 тутунари склучиле договори за откуп на годинашнава реколта, а рокот за издавање на евидентни листови истекува во петок, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Квалитетниот тутун, добрите откупни цени на жолтото злато од последната реколта условија тутунарите во Штипско да ги зголемат површините. Тоа го најави уште со стартот на откупот на тутунот од ланската реколта, задоволни од квалитетот, но и откупните цени. Како сега, добро, ке садам, да? Повише ке садам. Со свенците нешто 260-280 кг. Лани тутунот во Штипско се засади на само 103 хектари. 160 тутунари претежно од подплачковичките села склучија договори со откупувачите. Годинава во Штипско тутунот се откупуваше само во еден пункт во Карбинци. Се откупија 140 тони на тутун по просечна цена од 198 денари за килограм. Пожар во викендичка во Штип. Во билтенот на Министерството за внатрешни работи стои дека вчера во раните утрински часови пламнал пожар во викенд куќа која се наоѓа крај патот Штип-Радовиш. Утврдено е дека пожар пламнал во помошната просторија на викенд куќата, собственост на ВТ 34 годишен од Штип. Во пожарот изгорела помошната просторија и кровната конструкција на објектот. Штипските пожарникари интервенирале пошто пожарот бил изгаснат. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев и годинава ќе посвети внимание на ликот и делото на Ханс Кристијан Андерсен преку манифестацијата насловена Ноќ со Андерсен. Воедно библиотеката ќе распише и конкурс за краток расказ, а ќе има и мултимедијална презентација на сајмот на книгата. И оваа година, четврти пат поред, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев по повод Светскиот ден за литература на деца ќе организира манифестацијата Ноќ со Андерсен во чест на најпознатиот писател на бајки за деца Ханс Кристијан Андерсен. Од 1967 година е прогласен денот 2 април, односно неделата е за меѓународна недела на детски бајки. Ние се приклучуваме овој пат со четврта поред детска бајка. Секоја година со различни детски бајки приредуваме настан за нашите најмили читатели. За децата од оделенска настава овој пат ќе биде организиран настан поврзан со бајката Малата сирена. Ноќта со Андерсен ќе биде посветена на бајките на низ интерактивни работилници. Првата година беше Девојчето со кибричињата, потоа Грдото пајче, Цвекињата на малечката Ида беше лани со еден прекрасен бал со кој се представија и кај децата во Бугарија, а ова година со помош на Марија Минчова од театарот во Штип ќе биде реализирана програмата која што ќе содржи запознавање со претходните активности, запознавање со бајките од Андерсен преку читање на најпознатите бајки, како и оваа бајка од страна на актерот, и тоа читање кое што ќе помогне на децата и ќе им се укаже на кој начин и тие самите би читале уметничко читање на една бајка, како да очекуваат да им се чита и на нив од страна на родителите, наставниците, ќе научат како тоа звучи најубаво. Во моментот на читање ќе имаат можност креативно да се изразуваат на една табла, на флипчарт, на хамери, додека ја слушаат бајката, што таа предизвикува кај нив, што развива и тоа да го стават на хартија. Во периодот што следува, Штипската библиотека со богата програма од активности. Во текот на месец април, по повод великденските празници, ќе имаме креативни работилници со ученици од сите училишта, како и со наши читатели, секако и на нивна и на наша иницијатива.
В понеделник веќе се распишува и конкурсот за краток расказ по повод Светскиот ден на книгата. На 6 април нашата установа, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип, ќе има свое представување на сајмот на книгата во Скопје. Инаку библиотеката Гоце Делчев ќе реализира и инфраструктурни проекти. Она што на наше големо задоволство е одобрено од страна на Министерството за култура за 2017 година е промената на надворешната столарија. Веќе од понеделник очекуваме да биде отпочната и тендерска постапка за избор на најповолен понудувач. Во моментов течат тендерите за избор на најповолен понудувач за печатење со цел да ги отпечатиме трите издавачки монографски публикации кои што се поддржани од Министерството за култура од тројца автори и верувајте дека ние како библиотека навистина ги цениме тие трудови и горди сме што во оваа 2017 година ќе бидат отпечатени. Штипската библиотека исто така се поднови со реновирање на подовите во сите одделенија. Овде го заокружуваме ова издание на вестите, почитувани гледачи. Благодарност за вашето внимание и искористете го времето, убавото време максимално, а вести можете да гледате во секое време на нашиот веб портал. Имајте убава вечер.